Водата е нешто без кое што не може да живееме, меѓутоа едно такво црно сценарио каде што ние остануваме без вода и не е толку далечно ако не почнеме да се грижиме за ресурсите со кои што располагаме од самата природа. Имаше случка на Бодново која што 3 дена бевме оставени без вода буквално, сите станари кои што живееме на Бодно. И тоа не беше воопшто пријатно да се доживее. Тоа беше еден мал потсетник колку ги земаме работите здраво за готово, а веројатно без тие некои работи не може ни да преживееме, а не па да вршиме основни физиолошки и хигиенски навики во домот. Тие 3 дена беа пеколни, мислам дека за секое домаќинство, особено за нас со мали деца, каде што веќе почнавме да го губиме чувството на сигурност кое што ни беше потребно. Како нација многу често знаеме да реагираме кога е веќе предоцна за работите и веројатно тука се работи за нација која што е веќе изморена од недовербата во самиот систем и најчесто реагираме наместо да превенираме. Ние не треба како родители да чекаме совршени услови за да направиме значајни чекори. Затоа што чекорите кои што ги превземеме сега, тоа значат дека ќе им обезбедиме иднина на нашите деца. Родителите имаат огромна моќ преку воспитување, давање пример и едуцирање на своите деца, да ги научиме да прашуваат, да бараат одговорност и да се грижат за својата заедница. Таа моќ ние треба да ја искористиме за да делуваме, затоа што ако не делуваме ќе продолжиме да живееме во едни вакви ситуации кои што секојдневно ги критикуваме.